Во понеделникот Бугарското Министерство за надворешни работи со соопштение реагираше на вториот круг од предизборната кампања кај нас, дека е антибугарска кампања, што поттикнува дискриминација на граѓаните со бугарска самосвест. Значи, дали ние одговоривме со соопштение став на оваа реакција? Видете, јас кажав и во една друга прилика дека се обидовме максимално и како Министерство за надворешни работи и јас лично да ја заштитам оваа тема од дневните предизборни препукувања, бидејќи имавме лошно искуство со изборите во Бугарија, каде оваа тема беше на некој начин киднапирана во таа дневно политичка битка и тоа наштети многу на самото прашање, на односите, на довербата, а добрососедските односи, довербата се многу важни, клучни за нашите односи во кои што инвестираме многу. И можам генерално да кажам дека сум задоволен со тоа колку успеавме, односно колку самите политички партии не го инволвира оваа прашање во дневно политичките препукувања, со се разбира плюс-минус разлики. За на крај, некаде последните денови, стане повеќе на мета, да кажам, на политичките партии, што и предизвика оваа реакција. Меѓутоа се обидуваме сето тоа да го ставиме во контекст на изборите, на предизборната атмосфера и не мислиме дека е добро да ја продолжиме меѓудржавната комуникација на основа на атмосфера која што е предизборна и која што знаете дека не секогаш е рационална. Господата Даниела Арсовска беше мета на како тоа беше искористено од бугарска страна да се толкува како бугарско државјанство се користи како компрометација, односно вие со поинаков агло ја отворивте таа тема. Меѓутоа, дали вие како министер свесен дека во кампањата кажете дека ова може да наштети на односите, се обидовте на некој начин да не се води таква кампања, особено со на бугарска кметица и таков наратив, за да бидете после обвинети како министерство дека или како држава дека сме го прекршиле член 11 став 6 од договорот за добрососедство? Видете, во двете држави, посебно во Република Бугарија, затоа реков, ова прашање беше искористено во предизборната атмосфера. Дури ако правиме сега, ако одиме во анализа кој повеќе, мислам дека сите ќе се согласиме дека оваа тема повеќе беше експлоатирана во Република Бугарија отколку кај нас. Ја затоа реков сум задоволен колку партиите се воздржаа, колку целото прашање беше надвор од дневно политичките препукувања, освен ова на крај овој излет, ако можам да кажам на крај, каде наместо тема да биде транспарентноста или нетранспарентноста на кандидатите се сведе на тоа дали има државјанство од една држава или од друга држава. Меѓутоа, се обидуваме тоа да го ставиме во контекст на предизборна атмосфера во која што некојаш се дозволува повеќе отколку што во нормални услови се дозволува и затоа сакаме тука да ставиме црта и да продолжиме со нормалната комуникација и обидите за надминување на разликите. Да, но бугарски државен врв во последниот период го смени наративот во однос кон нас, значи порано повеќе беше историски контекст и идентитетски прашања, сега повеќе има заштита на правата на државјани на ЕУ, во контекст на односите со нашата земја и вела дека ова нивна нова риторика наидува на приемни разбирање кај европартнерите. Значи, кој е вашиот впечаток? Видете, тоа објаснување дека наративот ќе го адаптираме на тоа што поприемчиво за меѓународните партнери, не мислам дека е чесен пристап кон прашањето. Јас прво сакам да кажам дека се обидував да тие ставови дека во Република Северна Македонија се дискриминираат граѓани во основа на етничка основа, да ги аргументирам, да собирам повеќе информации. Па дури анализиравме дали во Комисијата против дискриминација има до сега било која индивидуална поплака од страна на граѓани дека му се скратуваат одредени права, затоа се изразува на етничката припадност. Не најдовме ниту една таква индивидуална поплака. Втора фаза излегов јавно и ги повикав сите граѓани
кои што смета дека заради етничката припадност им се ускратува некое право во државата, во општествениот живот, во приватниот живот, слободно да се јават кај мене лично, во Министерството за надворешни работи. Бидејќи е многу важно прво пред нашите партнери, пријатели, странците, да имаме аргументи дали има основа ова обвинување или не. Значи, досега немаме добиено никаков аргумент дека во било која институција во државата, дали кај Народниот правобранител, дали во Комисијата за заштита од дискриминација, во било која институција дека некој се жали, што не значи дека може да нема, дека исклучува можност да има такво ускратување. Меѓутоа, немам добиено аргументи за тоа. Но, јас во оваа промена на ставот на Република Бугарија, која што може да биде од различни намери, една од намерите кои што бугарскиот претседател го објасни е поинакво, но независно од намерите јас гледам излесно решение во таквиот пристап, кој што е различен од првичниот пристап, кој што предпоставуваше дека сите граѓани на Република Северна Македонија треба да прифатат една апсолутна историска вистина или пак една форма на идентитетско изразување во минатото. И затоа реков, решението на овој проблем има 3 збора: право на самоопределување. Што значи дека наместо да се наметне на сите граѓани, да се овозможи секој граѓанин да има право да се организира во етничка група и да ги манифестира своите идентитетски и културни атрибути. Република Северна Македонија е познаена во светот по правата, слободите и можноста што им ги дава на граѓаните да ги заштитат и промовираат индивидуалните, но и колективните права. За разлика од Република Бугарија, каде што колективните права, односно организирањето во етнички групи е забрането, во Република Северна Македонија е исклучителен пример во светот во можноста граѓаните да се организираат. И затоа реков дека ова поместување на ставот може да биде едно излезно решение, односно граѓаните кои што сметаат дека го прифаќаат тој историски наратив, кој што ги се чувствуваат тие идентитетски атрибути им се својствени, односно ги чувствуваат како свој, да имаат право тие да ги манифестираат, а државата тоа да го гарантира и при тоа никој да биде дискриминиран. Така да мислам дека треба да се движи во тој правец решението на овој проблем, бидејќи другото е навистина е надвор од европските стандарди, надвор од можноста да се најде решение. Во контекст ова најново барање +1 што го упати претседателот Радев на самитот во Словенија, значи за вметнување на бугарите како малцинство во уставот да им се гарантираат права, кај нас некако почнува да се толкува како излезно решение, меѓутоа со оглед пак на моменталната ситуација нема време да се манифестира. Дали е тоа излезното решение? Дали со право се прави дека пратеникот Дучковски на владата рече дека би требало ние побрзо да отвориме дебата, не да чекаме моментот кога ќе влегуваме во ЕУ, па тогаш да го отвараме уставот да влезат Бугарија, туку тоа да го направиме побрзо, но да бараме разбирање дека со оглед на политичката состојба и потребата од потретнинско мнозинство. Односно, дека отстапуваат како тоа би се компонирало, па од друга страна со оној консензус нивен во бугарското општество, декларацијата во нивниот парламент, со кој што сакаат од нас да прифатиме поинаква генеза на македонскиот идентитет, историја, јазик и така натаму. Видите, мислам дека ова поместување и од нивната првична позиција, таа декларација е логичен чекор после овие разговори билатерални, меѓутоа се разбира и вклучувањето на меѓународната заедница со кое што се покажа како нерационален пристап. И јас се обидувам да го читам како процес на саморефлектирање и обид и од Република Бугарија да се внесе процесот во едни порационални рамки за да може да се најде решение. Бидејќи навистина пристапот првичен ниту беше прифатлив за државата, ниту за граѓаните, ниту па меѓународната заедница го прифаќаше како стандард затоа што е нерационален пристап. Ние на маса во моментот разговараме по однос на имаме две траектории.
Едната е европскиот процес, тоа е предлогот на претседателството, португалското, германското, сега словеничкото, во кое што се третира прашањето пред се на јазикот и прашањето на позицијата на патоказот во преговарачката рамка. И другата траекторија е билатералниот процес, а тоа е дефинирање на патоказот. Во овој билатерален процес имаме 5 точки. Шестата точка не е формално во процесот, повеќе е како процес, како што реков, на саморефлексија во бугарското општество, дека треба да се најде едно излезно решение од ова заглавување, ако можем да кажам, на односите помеѓу нашите две држави. И во тој целиот пакет има уште една трета точка, а тоа е зеленото светло за започнување на првата меѓувладина конференција. Што значи имаме 3 компоненти во пакетот. Европскиот предлог по однос на јазикот и позицијата, 5 точки плюс 1 и зеленото светло, и ние разговараме за тие прашања. Премиерот во заминување Зоран Заев уште во Словенија рече дека условот наш е дека треба да биде тргнато бугарското вето, за ние да ги треба да биде дел од пакетот, бидејќи имаше одредени размислувања, предлози, ние да почнеме со имплементирање на евентуално договорените прашања, за да потоа се процени дали може да има зелено светло. Мислам дека тоа ќе влијае на довербата и мислам дека нема да влијае позитивно на надминување на разликите, бидејќи на крај краишта целта на надминување на разликите не е само овој формален чекор на меѓувладината конференција, подобрување на односите помеѓу двете држави. Ние можеме на кратко да имаме проблеми со едно или друго прашање, но ние мора да сватиме дека целта е пријателство помеѓу народите од двете држави и помеѓу двете држави кои што се соседи во овој регион. И затоа е многу важно таа доверба да се гради врз основа на тој пакет во кој што ќе го има и нашиот фокус, меѓутоа и прашањата кои што се од интерес на Бугарија. А кои се тие правни гаранции на кои што инсистира Софија дека ќе се обезбеди трајно решение што Македонија ќе го дали бараат? Тоа е во оваа фаза на процесот. Таа правна гаранција е позицијата на патоказот во преговарачката рамка, при што позицијата ја утврдува Европската Унија. За Европската Унија е важно дали билатералните прашања ќе ги ориентираат европскиот процес, пристапен процес или не. И мислам дека Европската Унија тука повеќе ја засега заштитата на самиот процес, бидејќи доколку ги внесеме билатералните прашања ние, ќе стане преседан во кој што секоја држава утре ќе бара билатералните прашања со своите соседи да ги стави во преговарачкиот пристапниот процес на кандидатите. И тогаш ние немаме да имаме европеизација на кандидатите, ние ќе имаме билатерализација на кандидатите, односно надминување на билатералните разлики на одредени земји членки, со што се губи атрактивноста на самата европска идеја. Кандидатите нема да сакаат веќе да влезат во тој процес во кој што на крајот процесот нема да станат европејци, туку ќе станат тоа што некоја земја членка има визија за одредени евентуални компромиси. И затоа во тој дел мислам дека Европската Унија го штити процесот. За нас е важно да продолжиме со Република Бугарија на билатерална основа да ги дефинираме овие 5 точки. Мислам дека со овој сменет пристап, независно кои се намерите, како се објаснуваат, јас гледам едно излезно решение и мислам дека треба да насочиме на таму, кон можноста граѓаните кои што го прифаќаат тој наратив, кои што ги чувствуваат тие идентитетски атрибути како свој, да можат да ги манифестираат и при тоа државата тоа да го гарантира, па и преку вклучување на бугарската заедница во уставот, со што ќе биде препознаена, идентификувана и заштитена од страна на државата, и со тоа ние ќе ги тргнеме сите аргументи дека државата било која етничка група ја дискриминира по однос на другите етнички групи. Ето каде е таа средба на експертските тимови или евентуално и билатерално на министерско ниво за тоа што се зборуваше крај на октомври, почеток на нова ситуација? Од Република Бугарија беше побарано средбата да биде на 25 октомври.
Меѓутоа тоа беше неколку дена пред вториот изборен круг и сите ние бевме фокусирани во тој процес, па побаравме да се одложи за после 1 ноември, зашто бугарската страна побара да се одложи после нивните претседателски избори, така да сега начално е договорена во втората половина на ноември. Така, значи тогаш евентуално тогаш би имало средби помеѓу представниците од двете министерства во кои што ќе се продолжи разговорот по однос на 5 точки. Сега, ако во декември не биде усвоена преговарачката рамка, затоа што сите сме нели свесни дека шансите се мали. Дали е за очекување дека Албанија ќе побара да се одвои од процесот, колкава е можноста ЕУ да отстапи од позицијата дека двете земји ќе се интегрираат во пакет за да создаде и самата ЕУ амбиент дека процесот на европеизација на Западен Балкан не е сопрем и што би значило тоа за нас, за довербата во ЕУ процесот и за стабилноста во целиот регион? Видете, процесот на пристапување во Европската унија се заснова на индивидуални заслуги на секоја земја членка. Принципот е регата принцип, што значи тоа се како бродови на море, тој брод што ќе стигне прв, тој што ќе се движи побрзо, стига и прв. Меѓутоа во овој контекст, мислам дека одвојувањето би било лошо сценарио за нас. Затоа што, како што рековте, би се намалил притисокот, би се создало перцепција дека европскиот процес во регионот се движи, а ние би останале изолирани под притисок на оваа прашање. Мислам дека е важно и за Албанија и за нас да се движиме заедно, затоа што се потикнуваме една со друга. Се создава една синергија, една нова регионална динамика, си разменуваме искуства и се разбира даваме подобар впечаток пред Европската унија. Меѓутоа тој ризик реално постои, иако има многу земји членки кои што сметаат дека тоа не е добро решение за регионот, меѓутоа и јас верувам дека доколку декември не успее, дека ќе има такви обиди да се одвојат земјите од пакетот. И затоа е многу важно ние оваа можност што ја имаме во декември да ја искористиме.